Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, скопи каже ми. Општина Петровец денеска беше домаќин на работна поседа на министерот за локална самоуправа Златко Перински, кој заедно со представници од Министерството за локална самоуправа оствари средба со општинската администрација. Посетата беше насочена кон непосреден увид во состојбите и предизвиците со кои секојдневно се соочуваат локалните самоуправи, како и кон изнаоѓање на конкретни решенија за нивното поефикасно функционирање. Според градоначалникот Борче Митевски, ваквите средби имаат значајна улога во унапредувањето на комуникацијата меѓу централната и локалната власт, особено кога станува збор за создавање услови за подобра организација, побрза реализација на проектите и подобрување на услугите за граѓаните. Средбата се одвивала во работна и конструктивна атмосфера, при што администрацијата имала можност отворено да ги сподели своите искуства, тековни предизвици и потребни поврзани со секојдневното работење. Посебен акцент бил ставен на механизмите преку кои институциите можат да обезбедат дополнителна стручна поддршка за општините. Во текот на разговорите биле разгледани конкретните области во кои ресурсниот центар за поддршка на општините може да придонесе за јакнење на административните капацитети на локално ниво. Министерот Перински истакнал дека директниот контакт со општините е неопходен за креирање реални и применливи решенија кои ќе одговорат на конкретните потреби на локалните заедници. Од општина Петровец оценуваат дека ваквиот пристап представува важен чекор кон создавање поефикасна локална самоуправа и подобра координација меѓу институциите со крајна цел поквалитетни услуги и подобри услови за живот на граѓаните. Општина Газибаба најавува интензивен летен период исполнет со реализација на капитални и развојни проекти со кои се предвидува значително напредување на условите за живот во речиси сите населени места на незината територија. Според информациите од општината, во ист временски период ќе се реализираат повеќе од 60 проекти од различни области, меѓу кои образованието, комуналната инфраструктура, спортот, патната мрежа и водоснабдувањето. Еден од првите проекти што ќе биде ставен во функција е новата детска градинка во Трубарево, која во наредните денови треба официјално да ги отвори вратите за најмладите жители. Истовремено, општината најавува засилена динамика на изградбата и на останатите две нови градинки, во Инџиково и на локацијата помеѓу Маџари и Керамидница, со што се очекува значително проширување на капацитетите за згрижување на деца. Паралелно со инвестициите во детската заштита се реализираат и значајни комунални проекти. Во тек се активности на изградба на фекални канализацијски системи во Индризово, Јурумлери, Гоце Делчев и Чукур Мало, со цел подобрување на комуналната инфраструктура и услови за живот. Во Стајковци се привршува изградбата на каналот за одводнување, кој има особено значење за заштита на населението и земјоделските површини од атмосферските и површински води. Голем дел од општинските инвестиции се насочени кон образованието и создавање поквалитетни услови за учениците. Во завршна фаза изградбата на новата училишна зграда на училиштето Крстен Мисирко во Ченто, паралелно продолжува и доградбата на општинското основно училиште Крум Тошев. Како дел од мерките за поддршка на семејствата, општината продолжува со обезбедување бесплатни училишни униформи за сите ученици. Во областа на спортската инфраструктура до крајот на летото се очекува завршување на новата спортска сала во Црешево, како и комплетирање на првата фаза од изградбата на спортската сала во Железара. Летниот инвестицијски циклус ќе опфати обемни активности за реконструкција и изградба на локалната патна инфраструктура. Предвидени се реконструкции на улицата 519 во Керамидница, улицата Пехчевска во Хиподром и улицата Жорес на потегот од Кино Маџари до надпатникот кон Ченто. Во делот на водоснабдувањето, општината најавува реализација на нова бушотина во Ранштак и изградба на нова филтер станица во Булачани. Од општина Газибаба посочуваат дека со реализацијата на сите овие проекти се очекува забрзан локален развој и создавање на подобри услови за секојдневниот живот на граѓаните во сите населени места. Објектот Бамби, кој функционира во рамки на детската градинка Срничка во општина Аеродром, за прв пат добива термофасада, инвестиција што има за цел значително да ги подобри условите за престој на најмладите, но и да придонесе за поекономично и поодржливо функционирање на објектот. Како што информираат од општина Аеродром, поставувањето на новата термофасада ќе овозможи значително подобрување на енергетската ефикасност на објектот, што директно ќе влие врз намалување на потрошувачката на енергија и трошоците за загревање во текот
текот на зимскиот период. Истовремено се очекува и подобрување на условите во текот на летните месеци преку одржување по пријатна температура во внатрешноста на градинката. Од општината посочуваат дека станува збор за значајна инвестиција која се реализира како донација и представува дел од пошироките активности насочени кон модернизација на јавните објекти и унапредување на условите за загрижување и развој на децата. Според надлежните, со оваа интервенција објектот ќе стане помодерен, пофункционален и поекономичен. Децата и вработените ќе добијат поквалитетна и покомфортна средина за секојдневен престој. Нашите најмали заслужуваат безбедни, современи и квалитетни услови во кои ќе растат, ќе учат и ќе ги создаваат своите најубави детски спомени. Продолжуваме посветено да инвестираме во иднината. Секое вложување во децата е вложување во подобар аеродром за сите, порача од општина Аеродром. Жителите на Дебар Мало наскоро ќе добијат нов уреден јавен простор на улицата 8 март, кој е наменет за одмор, дружба и рекреација. Проектот кој го најави градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски предвидува создавање современо урбано катче што ќе придонесе за подобрување на квалитетот на живот во населбата и по функционално користење на јавниот простор. Во објава на социјалните мрежи Герасимовски информираше дека во тек се активности за уредување на мини пијацета која ќе биде збогатена со ново зеленило, урбана опрема и современо осветлување. Со проектот се настојува да се создаде пријатна средина која ќе биде достапна и употреблива за граѓани од сите генерации. Според најавите, покрај хортикултурното уредување и поставувањето нова урбана инфраструктура, посебно внимание е посветено и на пристапноста. Во рамки на уредувањето ќе биде изградена и пристапна рампа која ќе овозможи полесно и побезбедно движење за лицата со попреченост, како и за сите граѓани кои користат различни помагала за движење. Од општина Центар посочуваат дека ваквите интервенции се дел од пошироката стратегија за создавање поквалитетни јавни површини. Од локалната самоуправа најавуваат дека со реализацијата на овие проекти ќе продолжат и во наредниот период, со цел јавните простори да станат подостапни, поуредени и попривлечни за секојдневно користење од страна на граѓаните. Општина Карпош започна со поставување нови шах маси со придружни седишта на повеќе локации низ општината, со цел да се поттикне дружењето меѓу граѓаните, активното користење на јавниот простор и развојот на рекреативни активности достапни за сите генерации. Од општината информираат дека новите шах катчиња се поставени во неколку урбани заедници и веќе се достапни за користење од страна на жителите. Станува збор за иницијатива насочена кон збогатување на содржините во малата и создавање средини кои ќе ги поврзуваат граѓаните преку заеднички активности. Од локалната самоуправа посочуваат дека изборот на локациите е направен со цел тие да бидат лесно достапни и функционални за секојдневното користење од граѓаните од различна возраст. Од млади љубители на шахот до пензионери кои традиционално го негуваат овој спорт и начин на дружба. Шахот, како една од најстарите интелектуални игри, освен што придонесува за развој на логичкото размислување и концентрација, представува и можност за социјализација и поквалитетно користење на слободното време. Проектот ќе продолжи во останатите урбани заедници со цел уште повеќе жители да добијат можност за рекреација, дружба и квалитетно време во своето мало, велат од општина Карпош. Оттаму најавуваат дека и во наредниот период ќе продолжат со активности насочени кон уредување и оживување на јавните површини со акцент на содржини кои ќе придонесат за поголема поврзаност и активност на локалната самоуправа. Градоначалникот на Скопје Урце Георгиевски преку видео објава на социјалните мрежи информираше дека низ градот континуирано се спроведуваат активности за чистење и одржување на јавните површини со цел подобрување на урбаниот изглед и создавање почиста животна средина за граѓаните. Според објавените информации, тековно се реализира редовно перење на улиците како и одржување на јавните површини на повеќе локации низ градот. Од градската администрација посочуваат дека овие активности се дел од континуираните напори за подобрување на комуналната хигиена и подигнување на нивото на јавна уреденост. Улиците се перат континуирано, јавните површини се одржуваат, а градот добива поубав и поуреден лик, истакна Ѓоргиевски. Во дополнителна комуникација со граѓаните преку коментарите на социјалните мрежи, градоначалникот нагласи дека активностите не се ограничени само на одредени делови од градот, туку дека се води сметка за сите улици во сите скопски општини.
Од град Скопје посочуваат дека одржувањето на јавната чистота останува една од приоритетните активности, особено во летниот период кога потребата од почесто чистење и одржување е поголема поради високите температури и зголеменото користење на јавните простори. Градоначалникот упати порака дека градот заслужува ред, чистота и постојана грижа секојдневно, најавувајќи продолжување на ваквите активности. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.